Во вторник, заменик председателот на Кривичниот суд Пајазит Пајазити ќе се соочи со членовите на судски совет и ќе објасни зошто му овозможи на командантот на УЧК Блерим Рамадани да избега во Косово, брифираат судски извори за Алфа. Расправата е одложена за 28 јануари, бидејќи судијата бил на патување надвор од Македонија. Се очекува тој да се појави на закажаната расправа. Ако и тогаш не се појави, а нема оправдание, според Законот за судски совет, расправата може да се одржи. Ако судијата или председателот на судот уредно поканат не дојде на расправата, а изостанокот не го оправда расправата, ќе се одржи. На расправата се изведуваат доказите предложени од подносителот на барањето, судијата, односно председателот на судот, како и доказите прибавени од комисијата. Барањето за одговорност од судијата Пајазити доаѓа од како минатото лето судскиот совет утврди пропусти во неговото постапување во случајот Рамадани. Беше констатирано дека тој го пуштил Рамадани од затворски во куќен притвор, без да има нови услови и причини за тоа. Од тогаш помина повеќе од година и пол и се уште не се знае исходот дали поради скандалозната одлука Пајазити ќе биде разрешен од функцијата. Тој често се става во функција на заштита на корупција кај највисоките функционери во Македонија. Откако го пушти Рамадани да избега, по само неколку дена го спаси од затвор и членот на Советот на обвинители и поранешен правобранител Иџет Мемети. Пајазити глатко ја прифати спогодбата на Мемети во обвинителството. Корумпираниот член на Советот на обвинители кој беше фатен со мито од 10.000 евра си помина со условна казна од 1 година. Доколку Пајазити не ја прифатеше спогодбата, на Мемети му се закануваше затвор од 1 до 5 години. Судијата на претходна постапка и заменик председателот на најголемиот кривичен суд во земјава не одреди притвор ни за групата која упадна во контролната кула на Скопскиот аеродром ланскиот јануари, предводена од високиот функционер на ДОИ Беким Незири, иако обвинителството предложи и бараше притвор.